Мачешки приказни. Прв дел. Епа, кошничката за пикник е готова. Само, каде се наоѓа шумата каде што одиме? Имам мапа. Тоа е далечно место и таму никој не се грижи за животните, ниту ги храни. Ти сакаш да храниш животни, зар не? Види кој не иде да ми зборува. Кога сме веќе кај тоа? Каде се? Оди гледа некоја бајка на телевизија, а Гарфилд спие горе. Ќе се разбуди секој момент. Колку чуден сон имав. Јадев пингвини и школки. Во вторниците обично сонувам дека јадам фетучини и школки. Да видиме колку е часот. О, не, ја пропуштам мојата омилена емисија. Победувајќи ја злобната вештерка и виолетовиот трол, принцот го пребаруваше кралството да ја најде своја истинска љубов. Благодарам, Оди. За малку ќе го пропуштев Еди Гурман. Денес ќе гледаме шпагети и вкусни ќофтиња. Добре дојдовте во мојата емисија, народе, добре дојдовте. Во денешната емисија ќе гледаме шпагети и ќофтиња. Зар ова не е прекрасна? Ова е најдоброто шоу на телевизија, освен моето се разбира. До сега се здебелив 2 килограми само од гледање, Оди. Оди, повеќе би сакал да гледаш некоја бајка отколку да гледаш шпагети и ќофтиња? За оние кои што туку ни се приклучија, ќе гледаме оваа чинија со шпагети и ќофтиња еден час! Од утре е денот на кинеска храна. Ќе гледаме во Мугу Гајбан, морски ракчиња во сос остриги пилешко со нудли. О, таа беше најубавата девојка во целата земја. Набрзо потоа Бајките се здодевни, јас можам да измислам подобра приказна од Живеа ова. среќна до крајот на животот. Лиси, јас одиме. Ќе се вратиме доцна. Уживајте, друштво. Ќе уживаме, И не запаѓајте во неволје. ќе западнеме. Сакаш јас да ти читам бајка, сериозен си? Имам да правам нешто многу поважно од тоа. Тоа е дремење и уште дремење и дремење за време на други дремки. Во ред, но почекај тука малку. Пилешка салата, путер од кикирики и така натаму. Кошницата за пикник е многу тешка. Делуваше полесна. Од прилика колку што тежи еден голем сендвич со шунка и кашкавал. Ова ќе заврши работа. Добро да видиме. Си бил еднаш? Ова приказна ја имам читано. Се шегувам, во ред. Значи си била еднаш една многу убава мачка. Сакаш да знаеш колку убава била мачката? Толку убава. It's me. Who is the one they all appreciate? Me. Yes, me. Who is the highest? Who's on the rise? As you can see me. Still me. Who is the highest? Who takes the prize? Me. Not you. Who wins the test? Above the rest. By now you guessed, you're impressed, and I'm so blessed. I must suggest it's me. The very best, it's me.
Живеела мирен, но среќен живот во замокот. Понекогаш јадела, а понекогаш спиела. А понекогаш јадела и спиела. Тоа заштедува време. Животот на величенствената мачка бил добар, освен тоа што имала 3 проблеми. Едниот бил екстремно смотано куче кое секогаш барало од неа да му фрла стапче за тоа да може да го фати и донесе. Така пишува овде, мислиш дека го измислувам ова на вистина? Во ред, да продолжиме. Каде застанав? О, да. Секогаш барало од неа да му фрла стапче за тој да може да го фати и да го донесе. Добро, добро, само за да се оттарасам од тебе. За оние од вас кои не знаат, ова овде се вика катапулт. Катапулт е античко оружје измислено грчките војници да фрлаат големи камења врз нивните непријатели. Но уште подобро е да се користи за ова. Ќе се видиме некаде за денот на вештерките. Значи кучето со долг јазик беше еден од неговите проблеми. Друг беа двете внуки близначки на принцот. Енего, мачето! О, не! Чекај, маченце! Сакаме да се играме со тебе! Врати се! Маченце! Маченце! Дојди мамо да се играме манекенки! Да се играме манекенки! Маченце! Ајде се, дојди мамо, врати се! Енего! Маченце! Ете го маченцето! Сега навистина сум готов. Ајде да се играме манекенки! Да го направиме како трајни, да го извадиме јавно да прекрасно! Да му ги средиме дрепките! Ајде се да го ставите! Му треба 30 петици! Прекрасно ке мириса. Нели? А најлошото е што не ни изгледам добро во оваа боја. И третиот проблем на мачката бил проблемот на неговиот газда. Принцот Џон морал да најде невеста и тоа што побрзо. Не сакам да се оженам со ниедна од жените кои беа на кралскиот бал синоќа. Види, јас сум кралскиот дегустатор на храна, но знам дека кралскиот закон вели, ако не се ожените до вашиот 21 роден ден, следниот во низата ќе стане крал. А вие знаете кој е тоа, нели? А? Следниот во низата беше кралскиот гувернер, а тој воопшто не беше добар човек. Во ред, внимание селани. Кога јас ќе владеам, ќе воведам нови даноци. Да видиме. Данок за вдишување, данок за издишување, Што? данок за задржување воздух, данок за недишење, Јас протестирам против овие даноци! данок за протестирање против овие даноци. Данок за врзување чевли, данок за носење мокасини, А што ако одиме босоноги? Данок за одење босоноги. Благодарам. Да, се во ред. Данок за прсти на нозете. Данок за ставање кетчап на сендвич со кашкавал. Неговата алчност ќе го уништи кралството. Ете, затоа мора да најдеш невеста. И тоа е, например, утре. Тогаш ќе се оженам. Дури ако морам да се оженам со жената која следна ќе влезе низ оваа врата. Па, може би можел да побарам уште некое време. А знаеш, бојата не исто е најубаво. Тој вечераше со сите девојки во кралството и остана уште последните 3. Луѓето велат дека мора да му се помага на човештвото. Што направило човештвото за мене? Прв удар. Јас. Само јас. Мора ли цела вечер да зборуваш само за себе? Во право сте, принцу Џон. Ајде сега да зборуваме за вас. Што мислите вие за мене? Втор удар. И,
Кажи ми нешто за себе. Би сакал да те запознам. Трет удар отпаѓа. Човече, можеш ли да замислиш да живееш со некој таков? Отприлика тогаш не толку паметното куче се врати со своето стапче. О, здраво, изгледа дека принцот никогаш нема да најде невеста. Злобниот гувернер ќе биде нашиот нов крал. Лошо за кралството, но мене и не ми е толку грижа. Ништо што злобните помоќи злудени луѓе прават нема да влијае на мене. Данок за гледање цртани филмови, данок за трепкање, данок за танцување со мајмун, Ете, гледаш, тоа не влијае на мене. данок за правење напорни вежби, Гледаш, тоа уште повеќе не влијае на мене. данок на јадење тестенини, доматен сос и се што содржи кашкавал. Гледаш, ништо од тоа не влијае на мене. Данок на тестенини? Не е фер. Даночи келј, даночи здрава храна, даночи се што има јогурт, само немој да даночиш лазањи. Утре, мора да го запреме тој човек. Мора да му помогнеме на принцот Џон да најде жена. И така брилијантната мачка и не толку брилијантното куче одлучија да... Чекај, време е за пауза за бурито. Чекај овде. И вие не одете никаде, се враќам за едно бурито.